Денес завршува учебната година за сите, освен за матурантите кои од утре започнуваат со полагање на првиот задолжителен предмет од државната матура, односно мајчин јазик. Општина Штип има 4 општински училишта во кои се опфатени околу 430 ученика. Учениците ќе полагаат македонски јазик кој што е задолжителен и се полага на 11, тоест утре, како втор предмет задолжителен имаат право да бираат помеѓу странски јазик или математика. Странски јазик се полага на 15 јуни, математика се полага на 17 јуни. И како трети изборен предмет е предметот општо образовните предмети кој што ќе се полага на 19 јуни. Тестирањето во сите денови почнува во 10 часот, а ќе полагаат сите матуранти кои претходно се пријавиле. Ќе полагаат вкупно 168 ученици, односно матуранти, кои се пријавија да полагаат државна матура, ќе полагаат од 10 часот. Во текот на 240 минути, односно 4 часа, ќе напишат она што го изучиле во текот на 4 години по мајчиниот јазик. Училиштата се подготвуваат за утрешното полагање. Еве во тек е подготвувањето на просториите. Во секоја просторија ќе има по 15 максимум ученици, распределени или по простории кои што исписоци кои што се доставени од државниот испитен центар. Во текот на утрешниот ден училишната матурска комисија ќе го прима материјалот и ќе го подели на тестаторите кои што се ангажирани од други училишта. Прелиминарните резултати од екстерните испити на кандидатите ќе им бидат достапни најдоцна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит, на кој незадоволните матуранти ќе имаат право на приговор од 2 дена. Државната матура ќе се реализира во согласност со досегашната концепција за државна матура и завршен испит, односно полагањето на тестовите ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици.